Здраво, Митко од САВ. Здраво, Игор од Нова машина. Добро, денеска во Нова машина ќе иде премиерата на новиот спот, уствари првиот спот воопшто на САВ за песната Сафари. Кажи нешто како течеше снимањето на спотот, кој го правеше и што се случуваше околу сето тоа. Добро, спотот е идејна и реализациона активност или проект кој што го реализираше младиот господин Драган Паковски во продукција на ФДУ, ДСД студио и нели и ние и САВ во однос на тоа дека целата идеја за спотот беше негова, но се договоривме нели за некои работи, ги конкретизиравме, ги финесата она ја дадовме како што треба заедно. Добро, спотов излегува зашто материјалот за првиот албум на САВ е готов. И како тече тоа штампање на CD-а ваму таму поради фркава сега што се случува? Па тоа е тоа. Требаше веќе да има, да биде почеток на април, да биде време кога нели албумот ќе види своја промоција, своја светло. Инаку материјалот е готов. Требаше да биде издаден за една издавачка куќа која што ова требаше да биде прво издание за таа издавачка куќа, но поради гомнарите што се случуваат во нашето соседство, се одложи за некое одредено време кога се надевам ќе се средат сите ситуации и кога се ќе биде како што треба, па ќе може еден проект од ваков вид да го види своето светло, нели? Овде на исто место приеска те прашав зашо Сафари песната, па кажи ми на исто место зашто и пак ги одврзува тони патигите. Требаше барем левата да ја одврза. Да. Зошто Сафари? Па не знам, најверојатно затоа што нас како трака највеќе ни се допаѓа од целиот албум и кога се договаравме со Драган за која трака да правиме видео, таа беше наш фаворит и негов фаворит воедно, така да немаше двојба дали треба таа или некоја друга тракичка. Добре, да збориме малку за визуелниот имидж на САВ. Кажи ми за дали имате собствен имидж кој го надградувате, нели па тој се гледа и во спотове или нели она што се случува трендовски во светот па се шиби и во вашиот спот? Опасно прашање, tricky question што би рекле. Па не, САВ од самиот почеток си има некој свој одреден имидж кој што се разликува од било која друга македонска група, посебно од било која друга хип-хоп македонска група. Самото име САВ нели е кратенка од Сакам афро фризура. Добар ми е ланецот. И Сакам афро фризура и со самото тоа нели се дава некаков шмек, нели као некои велат дека као самата афро фризура е израз на не знам таму какви све не работи, нели израз на индивидуа и ова она, но САВ мислам дека си изгради свој имидж кој што е препознатлив и карактеристичен и специфичен само за нас тројца и за овој наш проект, ова наше нешто што ние тројца заедно го имаме и го работиме. Добро, тука сме денеска да го промовираме спотот. Кажи ми како сте задоволни ти, Гоци и Смилјан од нели од снимањето на самиот спот? Смилјан има една мала забелешка, нема да кажам која е. Јас го гледав спотот 200 пати и ми е многу добар и Гоце исто така воодушевен. И Смилјан е воодушевен од спотот, но Смилјан сепак успеа да најде една мала грешка, мислам не грешка, него нешто што него не му се допаѓа, инаку се на се кога би можел да дадам нели моја оценка, моја лична оценка, ако даја малку искрен, ненадејно, нели? Мислам, јас сум задоволен се, глупости да давам оценки, не сум филмски критичар, ми се допадна целата таа работа, што ја направив. Мислам, самиот проект е окей и мислам дека ќе продолжиме со соработка со младиот господин Драган Паковски. Спотов ќе се врти по телевизија, така? Да. И тоа излегувањето најверојатно на материјалот, таму некаде. Па да, јас се надевам дека баш кога ќе го знаат веќе сите спотот на САВ и кога ќе знаат САВ уствари кој си што се, дека во тоа време ќе излезе албумот, ако не се случи нешто ненадејно и оазата на мирот не прерасне во бојно поле. Добро, кажи ми САВ по 3-4-5 години.
Сав по 3-4-5 години. Како беше 2 албума? Два албума или 3, неколку спота, малку повеќе брчки на лицето. Ако веќе има, пошто веќе почна да се појавува, значи малце повеќе бела коса. И се надевам дека за 5 години ќе Македонија, односно целиот овој целата оваа популација која што као нешто се труди да купува и да слуша музика, ќе свати дека има некои работи како што се авторски права и да се заштитат артистите воопшто во Македонија, да можат барем да имаат некаква било каква екзистенција од она со што го работат со љубов и сите тие работи, мислам, во однос на. Добро, за тоа ќе збориме кога ќе излезе нели албумов. Кога излезе албумот, да. Добро бе, шо? Што да му правиме на тој? Не знам, удри му бокса, ја после ќе се справам. Мислам, досадно. Ајде, Да. Чао. Како на сафари, сега чуđu квари. Слушни како ги заработам своите пари. Чекај, по плеките и ме чукаш. Сега и бегај, јас прекам на интензивна нега. Татко ти и мајка ти те учеле на ум. А ти купиле мало повикуваш на бунт. Правиш гримаси, демек сила си. Оди си, кајда си, ти твоите ораси. На својот ментал, јас сум чал те будал. Ти си ми ја мало, јас ти фрлам кал. Како ловец пител лова по джунгли на асфалтот. Ама стварно нема време, зашто времето е кратко. И пишувам, нервните синапси се врели. На стило толку се чека како што мозокот го дели. А ти, твојот текст, да го пишеш како миши. Се мачиш, се потиш, со гума да пишеш. За својот стил, јас како гризнам. А твојот бре, Петрче ми смрди на чист вагинализам. Но покрај се, има место и за тебе. И ти ко сите други си го носиш своето бреме. Има болно да се каже кога цело време молчиш. Се кочиш, стилата ја гледаш во очи. И место за дебил, се сметаш за цивил. Во правата хиерархија и грбот ми го свил. Но ова цивилизација не. Место човек, тука черот, владе и затоа. Го творци велова, векола. И потоа ако цели свет ме родувам. Со пушка, чиста мисла, критична свест. И куршум, да ги лишаш однос како лоша вест. И кој на тест, не туком да паднеме. Куршумот го фрламе, од душава на менгеме. Можеме само MC, но доаѓам со песик. Можеме само MC, но доаѓам со песик. Рап тутор, судија и екзекутор, рап маестро, матадор, хип-хоп гладиатор, рап предатор. Растафари джела на лажни рапери. Отварам сезона за лов, одам на сафари. Имам црн список како да сум Тони Манџа. И кога пеам акапела, праќам рапери. Со капела вреден како пчела. Работава е тешка, некој мора да ја прави. Кога рецитирам, сечам глави како берберот што сеча коса. Да, а дури и кога молчам, ментално ги толчам. Имам повеќе рими од која терапута. Со твојот гъс си играм мижи, татара, криенка, миженка. Игра на мачка и гушет. А ако лаеш, знай, јас сум лошо ко што каса куче. Не наоружен и опасен ко Ремо. Го решавам проблемот, јас сум ловецот, а ти си пленот. Па со микрофонот пукам како базука. Секој лажен рапер има крв да плука. Со повеќе стилови од гази баба дилери. Во урбаната джунгла сум Тарзан МС. А мајмунот прави тоа што ќе види кога се мери. Со пики сипи прави харикири. Извини што ја расплакав мајка ти. Но зверот Растафари веќе тргна на сафари. Роден убиецко тигар, турси како чигра. Последната алка, воланетот на изграна. Раперите римуваат како родени на 2 февруари. Затоа одам на сафари. Можеме само MC, но доаѓам со песик. Можеме само MC, но доаѓам со песик. Rap terrorism. Rap
Нема да ви дам интервју друг пат.